ние практично сега имаме еден процес во кој што се суди ВМРО-ДПМН како еден случај и паралелно со тој процес како се суди ВМРО-ДПМН се обидуваат да ги зацкријат сите оние погрешни политики кои што владата на СДСМ предводена од Зоран Заев и ги прави на Република Македонија изминативе повеќе од 1,5 година откако се влада. Практично ова кацарска судство и рускоско обвинителство со овие искреирани, исценирани сведочења на кои што сме сведоци изминативе денови, има за задача да го реализира проектот како да се уништи ВМРО-ДПМН, затоа што они се свесни дека се додека дише ВМРО-ДПМН, се додека ВМРО-ДПМН е силно, толку повеќе нивните политички кариери се доведени по знак прашање. Или долгата приказна на кратко да ја кажам. Едниот проект е како да го уништиме ВМРО-ДПМН, а вториот проект е да збориме за се, јас би рекол да дехидрираат на плукање врз христијани врз ВМРО-ДПМН, а при тоа нити да направат реформа во здравството, нити да ја подобрат економијата, нити во образованието, нити некој нов проект да направат со кој што практично ќе исполнат барем елементарно ветување со кое што излегува пред граѓаните во изборите 2016 и локалните избори во 2017 година. Практично тоа е првиот столб и токму тоа е првото сценарио и тоа е основниот проект зошто СДСМ го води овој случај 27 април, само со една цел да ја докаже поврзаноста и да ја фингира практично поврзаноста на ВМРО-ДПМН, а со цел да може да биде нападната ВМРО-ДПМН и да практично да биде забранета како политичка партија, нешто што ние алудиравме уште пред неколку недели, уште пред неколку месеци во нашите изјави, дека тоа е главната битка. Битката покрај за Македонија е и битката за ВМРО-ДПМН и ова им е второстепено да го заткријат овој криминал, срам, понижувања, сите овие нарачани судења кои што се случуваа во позадина за да не може јавноста да зборува за тоа.